другарчиња. Јас од долга коса сега имам кратка коса и денес сите ме прашуваа кога сум била на фризер. Ама, што значи тоа фризер? Фризер е личност, маж или жена, која работи со нашата коса. Тој има за цел да ја скрати или обликува косата со помош на различни техники кои ги изучуваат во училиште за фризери. На тој начин, фризерот го менува или одржува имиџот на еден човек со долга или кратка коса, виткана или права фризура. Со комбинација на различни специјални бои, тие може да направат нашата коса да ја промени бојата. Нашата коса може да стане црвена, црна, виолетова, сина, кафена и слично. А ние момчињата? Вие момчињата исто така одите на фризер, која крати или обликува вашата коса, но и вашата брада. Сигурно и двајцата се прашувате каде работат овие професионалци. Просториите во кои работат фризерите помеѓу луѓето се познати како фризерски салони, фризерници, односно берберници. Тие простории се опремени со специфичен мебел во кој спаѓаат разни шкафови и полици каде стојат материјали за работа, различни видови и големини на огледала, удобни столици за седење, место за чекање, како и специфични столици за миење и сушење на косата. Во фризерниците се среќаваат различни видови чешели и четки, четки за фарбање, видови ластичиња, шноли, разни видови на ножици, електрични апарати од типот на пегла за коса, фигаро за виткање на косата и различни видови и големини на фенови. Во фризерниците, односно берберниците, има и специфични машинки за шишење, жилети, бричеви и слично. Бидејќи споменавме материјали кои се многу остри и работат на електрична енергија, мора да внимаваме на повреди, посебно на рацете. Информациите во ова видео се кратки, меѓутоа, може би предизвикаа интерес кај ваш драги другарчиња за да се одлучите дали би сакале да завршите соодветно образование за фризер или ќе не следите на нашата веб страна за да дознаете нешто повеќе за другите професии.